Jaz te ljubam, Isuse, za sve kogaš, vo moj to srce, ti naseli se, ti mi davaš sila ljubov, mir i pobeda vo se, i vo radost, kje ti služam, ti si vnatre vo mene, i vo radost, kje ti služam, jaz te ljubam, Isuse. Na kolena pred Isusa, ti malo stado возлюбено. Na kolena pred Isusa, ti malo stado Isusovo, za sve kogaš, Isus. Nema da umram, ke živejam, ljubov ta tvoja, ke ja proslavam, žive me li, umira me li, Isus nas ne voskresnam. Žive me li, umira me li, vo ljubov ta Isusova. Kako da ljubiš? To je hristijanstvo to. Učilište za ljubav ta. Kako da ljubiš vo ljubav koja nikogaš ne prestanula. Kako da se zaljubiš vo Isus, da se vozljubiš, da budeš vozljuben, da ja primiš njegova ta ljubav koja je večna, da vlezeš vo duhovni od čovek, da budeš sin, duhoven sin na nebesnom tatko. Tatko moj zborува и денеска низ мене, да ја исполнуваш неговата волја. Некој секој збор што ќе биде изговорен ги допре сите оние кои ќе се жедни за твојата љубов. Луѓето се не сакаат да се сменат, си го сакаат своето, а не она на Исуса Христа. Она на Исуса Христа е прости им, татко. Не знаат што прават. Како да простиш, тоа е суштината. Да простам, зошто да простам? Не можам да простам. Побрај помош, Господи Исусе Христе. Дај ми сили да простам. Еве, ти дај ми сили, покажи ми. А тој ти покажа на крстот, рече, прости им, татко. Често го потребуваат тоа, но не размислуваат, го потребуваат формално, празно. Матеј 12 глава, според дрвото и плодовите, знаете, овде имам посадено дрва во Маврово. Учам како се сади. Тој процес на одгледување, земјоделецот. Прв треба да проба од овој плод, но нема да бидам Каин кој го убива Авела. Ќе бидам исто така и пастир на стадо, ако тој одредил. Ние имаме една мала група сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот според Филипијаните 4. Знаете, но тука доаѓаш моментот кога човекот ќе треба да исчекори од стариот себе, да се остави на крстот. Често се враќа во светот. Не ни се потребни бројка на луѓе, лажни верници. Пазете, лажни верници. Имаме тој момент. Кои не се менуваат, живеат по старо, а велат дека се во Исус. Тие се фарисеи, садукеи, говорат, а не извршуваат. Или ако насадите добро дрво, и плодот ќе му биде добар, и род да донесете, вели Исус. Каков род? Па во љубов кон Исус да видат сите. Пак ќе дојдеме, бевме на една молитвена ослободителна терапија, кај една наша сотрудничка, кај незината керка. И керката сама посведочи пред нас. Мајка ми, од кога е дојдена кај вас, се промени, најде мир и радост. Царството Божјо не е во јадење и пиење, туку во мир, радост, правда, радост во Светиот Дух, радост. И ние го имаме тој елемент. Дошла, излегла, никаква радост, стаклено, скаменето, тврдо срце. Оди таму, учи нешто, цитира, и сите тие се веројатно горди. Земава чита, например, од некои православни книги, ја толкува Библијата. Јас си велам, немој да толкуваш со човечки. Тоа покажува дрскост. Тој треба да зборува, тој процес не можеш да го разбереш.
Ako nasadite lošo drvo i plodot će mu biti loš, po plodot se poznava drvota. I reče, ti li ne učiš nas, koji si ti? Pa ja sam Isusov učenik. Nije sme, znaš ti koji sme mene, duh od me uči. 23 mi rekli da kad se krsteni vo duh, jedan pije apčinja, drug pije apčinja, tretata, ne može da izleze na kraj su svetot. I taka natamo, znajete. Ljudje to misle deka ima duha, nemat. I ne ga razlikovat duhovite. Porod iz zmijini, porod na zmijata. Deca na satanata. Kako možete da govorite dobro koga ste loši? Ona što go imaše, go dobiv kako darba. Zato što to je taka saka. Da ih raspoznavam duhovite. Kako odiš tamo, kako se snalagaš, niko ne te štiti. Koji ti dava pari, koji te finansira, nije znaje me. Moje tatko je se moknio od Bog. Isus je moj Gospod i Spasitelj. I gledam koga je nekoj. Vnatrevo srce to. Samo duhot znaje što ima vnatre. Pa duhot ti pokažuva koga treba. Ne da se vas gordejam. Zašto od prepolneto to srce zboruva ustata. Porodna zmija, tak i narekuva. Izraelcite koji imat zavet so Bog. Dobri od čovek. Dobar čovek. Znači da si bo Isus kompletno. Od dobra ta riznica, od tvoje to srce. Iznesuva dobrini. A loši od čovek. Od loša ta riznica iznesuva lošoti. I vidite što zboruva toj. Jeden veli pastor slavi imenden, drugi od kažu šegi na internet, treti od neaktivnost, nema plodovi. Samo se povtoruvat stihovi koji se ubivat, koji se slovo to ubiva, koji se mrtvi vidi, ki nema duha, ako ima duh, ima promeni. I vi velam deka za sekoj loš zbor kje go izgovorat, što kje go izgovorat lujeto. Vodačna zajednica postira poezija sa samo prokolnovanjem. Mu veli jedna naša sestra, ne je utvrden, odi tamo, vamo, a ipak mu go kaža to. A to je samo prokolnovanje, to je vika, ne važi to za umetnost i za poezijata. Pazi, ne, znate, za sekoj loš zbor što go izgovarat lujeto, za sekoj loš zbor, to je zbor bez ljubav, to je zbor za vozgordejanost. Gordost je smrtan grev. Ke odgovarat na sudnji den. Pa vidite kako završuvat umetnicite. Pogledajte, na primjer, jedan naš dramaturg poznat, komu treba da spomeni si sega, koji ima dosta repliki, koji se samo prokolnuvanje i huljanje na Bog, kako završi, kako umre toj. Samo ljubav ta je večna i ne oddade slava i čest na se moknje od Bog, zašto poradi zborovite svoji ke bideš opravdan. I poradi zborovite svoji ki bideš osuden. Znači, poezija to završava sa to, što to je veli, da li je njegova pesnata, važno to je prihvatil i odobril. Gi uništiv me našite deca ili taka nekako beše, ne se sjećam. I vidite, nije imavme skoro slučaj jedno njegovo vnukče beše teško bolno, ne znam što se sluči s onego. Duri se javio ke njegovata snaga da se moli me. Ne znam da li će me razberat. Glasot na ono i što vikavo pustinata, poradi zborovite svoji ke bideš opravdan i poradi zborovite svoji ke bideš osuden, zato treba da ne zboruvaš svoji zborovi. Sve koja misla da je pokorna na Isus, treba da go slaviš šlemot na spasenije to. To znači sve koja misla da je pokorna na Isus, ne da misliš ti od sebe si kako, što, zašto ovaka sakam ona, sakam to, ne, se prepuštaš i baraš vodstvo, togaš neko od knjižnicite i farisejite odgovori. Ete gi koji zboruvat, učitele sakame da vidime znak od tebe. Aha, ajde da vidime sega. Znak. Isuse zlaten. Znajte ako će rečeš, ako sam sluga Božji da sleze ogan od nebesa, ti da te izgori, sakaš takav znak. Da dojdam vo sila ili vo sladog zboru, so stab da dojdam, so meč. A to im odgovori lukav i preljubodejstven rod bara znak. Tije što go znat slovo, to se vašite verski vodači. No nema da mu se dade znak, osven znak od na prorok od Jona. Pa razberi što znači to. Jona begaše od tatko to nevesen. Go frlija vo moreto, od moreto go lapna kit. Pazi da ne te frlat vo moreto, pa kitot te lapna, pa kitot sedeše 3 dana vor utrovata na kitot. Na kraju počna da se moli. Kitot go plukna točno tamo kada što trebaše dodi, od kada što begaše. Ninevija, to je nejkeše dodi tamo.
Zašto imаше свои мисли. Зошто додам кај Ниневија? Тие се безбожни, вакви се, такви се, онакви. Знаете? Зашто како што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноќи, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. Срцето на земјата. Што значи тоа? Сака да го оживее тврдото срце, тврдокорното срце, мртво срце, тесно срце. Затоа е тој во срцето дојде. Се распна себе си, се даде, ја пролеа својата крв. А тебе не ти пука, што велат нашите соседи од Пиринско, што се христијани, а велат няма македонци. Јас често одам таму и држам говор во духот. Луѓето се ќаваат, тие што се будни. Видете, не си ти одговорен дали некој има. Другите викаат охи македонци. И имавме еден случај. Јас не знам дали ти имаат македонско потекло. Од жена од Бугарија и маж од Македонија, кој таа вели дека е бугарка, тој дека е грек, се скараа за себе. Таа вели јас сум македонка, тој вели јас сум македонец. Едниот ми вели ние сме род, они се татари, овој мика овие се арапи. Видете, лукав и прелюбодејствен род, погрешна поука. Те учеле дека треба не знам што да правиш таму во црквата, некои обреди. Затоа Исус го распна, него му велеа едно од обвинувањата дека Бог го нарекува татко, што е суштински, а второто дека сака да им ги земе обредите. Ниневјаните ќе излезат на суд со овој род и ќе го осудат. Зашто тие се покаја од проповедта. Значи, проповедта е да се покаеш со срцето да разбереш. Затоа е Исус во срцето, со срцето да разбереш. Една зема, он има проблем, не може да го реши својот проблем. Јас си велам да се моли за тоа, таа се моли на другите да им се отворат срцата. Тука гледате гордост и не сака да се промени, не сака да се исцели. И ние пробуваме на разни начини. Ние имавме провикнување, една жена ја крена, која исто така има проблем, например, не гледа, ја фати за рацете и викаше, јас ке гледам, ти ке одиш. Знаете, и тоа е онаа слика кога слепиот вели, Исусе сине Давидов, смилувај ни се, кога му велат замолкни, таа викаше, ова ги зграгори очите. И после чита од некоја книга, таму го толкува. Па тоа е богохулие што го правиш ти. Не разбираш ништо, а зборуваш за дух. Тие се покаја од проповедта на Јона. Треба да се покаеш вистински, со срцето да разбереш, не со умот. Од проповедта на Јона, тука има поголем од Јона. И царицата Јужна ќе излезе на суд. Која е таа? Па некоја која го направила тој момент. Некоја душа. Ќе го осуди зашто таа дојде од крајот на земјата, за да ја чуе мудроста на Соломон. Раскажува историска приказна да разбереш, некој се движи. Ние имавме едно момче од Германија. Дојде со жена му, са бајле, ноќеска дојде со авион, беше на проповед и са бајлето си замина го однесов на аеродром. Ме нашол слушајки ги овие завети проповеди. Знаете, без разлика сега што се случува. Тој ќе биде нападнат, ќе го оттргне, например, член на семејство, ќе го куцани, ќе ти ги земам децата, ќе те оставам. И тој ја напушти заедницата. Го оттргна сатаната од Исус. Знаете, тука е многу поголем од Соломон. Зборува за Исус Христос, кој ти дава можност да се насели во твоето срце, да ја примиш силата на љубов ти, да се промениш, да сватиш на знаковен јазик. Кога нечистиот дух ќе излезе со срцето од човекот. Значи, нечист дух излегува од човекот. Мора да се исчисти твоето срце од тие духови, од тие мисли кои не се твои, бидејќи ти немаш ништо твое. Два духа има на земјата. Два духа. Разберете го ова. Едниот е духот на Исус, на Отецот, духот на љубовта. Другиот е духот на овој паднат свет, сатанскиот дух. Со разни подвидови. Љубомора, омраза, завист, крадење, лажење, крадење, прелюбодејство. Кога нечистиот дух ќе излезе од човекот, треба да излезе од твоето срце, од твојот ум. Минува преку безводни места. Потребно му е сместување, барајки спокој и не го наоѓа. Тогаш ќе рече да се вратам во мојот дом од каде што излегов. И штом доаѓа го наоѓа празен, изметен и уреден. Има луѓе прават исцелителни терапии.
Na što se slučilo posle ako nego naполниш твојот дом со Исусовиот дух, ќе се вратат тие. И тоа е суштинска работа. Ние сега почнавме цел серијал на ослободување и крштевање во Дух Свети. Први на тие сотрудници што се внатре да го разберат, да ја разберат суштината. Една голема црква немало демони, немало духови. Аме бегај од тука сатано, фарисеи, садукеи, породи змиини, ве водат во лажни цркви, евреи кои не се евреи, израелци кои не се израелци, сатанска синагога, тоа се заедниците, големи заедници. Ќе видите вие чии се заедниците. Кога се појави ковидот, сите се разбегаа. Се поклонија на ковидот, на еден од ликовите на зверот. И кога ќе дојде Исус, ти ќе немаш белек на челото за знакот на воскресението. Ќе бидеш мачен. Ќе мораш да плаќаш самиот крвта ваша на главите ваши. Тоа е суштината. Крвта ваша. Дали самиот плаќаш со својата крв? Или Исус плаќа за тебе? Дали ќе му дозволиш да ја плати сметката или самиот ќе платиш? Ете, тоа е суштината. Те сакам, Господе Исусе Христе. И благодарам што ми даваш сила, што се движиш во мене, во духовен човек. Што ме обликуваш, што секој збор што го зборуваме од тебе и не е од мене. Доаѓаме ние до тој момент. Што е тоа нечист дух? Па тоа е духот на овој свет. Значи има духовна природа. Едните се татко на духовите се нарекува од нашиот Отец на небесата. Едните се ангели, кои не се паднати, кои се останати во заедништво со Таткото Небесен во вечната љубов. Другите се сатански ангели, односно демони, нечисти духови, паднати овде во поднебесните сили на злото, како се нарекуваат. Сатаната е фрлен на земјата, има малку време. По извесен период ти се отворуваш во човек, поминуваш низ процес на прочистување. Слава ти, Исусе. И потоа имаш слободна волја, имаш малку време да избереш кон Исус. Кога нечистиот дух ќе излезе од човекот, зошто излегува? Па ако го изгони некој Христов слуга со прстот Божи, излагај ти што му правиш тоа и тоа. Во името на Господ Исус Христос, ако имаш сила, минувани безводни места, барајки спокој и не го наоѓа. Го покажува принципот, тие живеат во вас. Кога ќе се наполните со многу, завршувате на клиника за психијатрија, тие ви даваат апчина, ви го успиваат телото. А суштински, не можат да излечат душата. Тогаш ќе дојде, ќе рече да се вратам во мојот дом. Тој го смета за свој дом. Откаде што излегов. Исус вели, мојот дом треба да се нарече дом за молитва, а не разбойничка пештера. Затоа што сатаната е татко на лагата, тој крадец, доаѓа да убие, да заколе, лавот што рика. Знаете, иако во тебе се тие демони, и ти не можеш да ги контролираш, не знаеш да се одбраниш, не знаеш да се промениш, немаш сила. Треба да бидеш дом за молитва, молитвен дом, не разбойничка пештера. Го наоѓа празен, изметен, оди и доведува други 7 духови полоши од себе. Демони, кои се хранат со лошото. Тие земаат, тие контролираат твојата енергија животна, сила, духот силна кој ти му дал Таткото Небесен. Значи 7 други духови полоши од себе ќе се населат во тебе и живеат како паразити. Штом ќе влезат таму, ќе си живеат и последната состојба на тој човек станува полоша од првата. Така ќе биде и со овој зол род. Значи изгонување на демони, значи ти да повикаш кон Исус, потоа да почнеш самиот да се браниш, инаку нема да можеш да се одбраниш. Не го гледаш духовниот свет, без Исус немаш сила. Мораш да бидеш од десната страна во силата, да речеш не за сатаната, не за смртта, не за болести, не за демони. Да, за Исус. Се што е од Исус нека остане во мене. Се што не е од Исус да си замени, да не се враќа повеќе. Мораш да направиш крштение огнено, да се покаеш. Се покајувам за секој грев. Простувам на сите, никого не осудувам. Ја прифаќам Божјата волја во мојот живот. Се покајувам за гревовите на моите предци. А потоа ја креваш десната рака. Господе, Татко, ти се предавам во твоја собственост, удри печат на мојата рака или на челото. Во меч на духот. Да можам да се бранам, му се враќаш во негова собственост. Но ја даваш власта врз себе, тогаш тој ти дава власт. Тогаш тој живее во твоето срце. Глава ќе подслони.
I ti imaš vlast od desната strana da rečeš begaj od mene, Satano, u imето Исусово и не враќај се повеќе со прстот Божите, заповедувам ти што ги тормозиш тие и тие, надвор од Македонија, Сатано, демони на кражба, поднебесни сили на кражба, на лага, на блудство, на негирање на Македонија, на лажни религии, надвор од Македонија. Ја враќам Македонија во Исусова собственост. Амин. Не отстапувам Македонија, земја на Исус, не можете да ја разграбите. И крвта ваша ќе биде на главите ваши додека му зборуваше, така ќе биде со овој зол род. Додека му зборуваше на народот, мајка му и браќата негови стоеа надвор. Ова покажува една слика која луѓето тешко ја. Една наша сестра на молитвата во четвртоците имаме читање Библија и споделување. Сведоштво. Рече, признавам дека не можам, читаа тамо некаде, мислам од Матеј. Ево, мислам дека ова го зборува, го читаа. Дека не може се уште Исус да го стави пред сопругот, пред децата, пред се. Тешко е тоа, разбирливо, на почетокот изгледа дека е тешко. Тоа е она кога Исус, апостолите му велат, многу е тешко ова, кој ќе го издржи. Се е можно, ако си со Господ заедно, за Господ се е можно. За Отецот, ако му дозволиш да живее во твоето срце, ќе ти даде сила да се промениш. Дозволи му да те направи силен, па со прстот Божи да вериш, излези ти што ми доаѓаш во умот како мисла, излези од Македонија, Сатано, на лажна религија, на дрога, на криминал, на блудство, на проституција, на негирање, на крадење. Излагај во името на Исус, тоа е заповед, во името на Семокниот Бог не отстапувам. Амин. Мајката и браќа му негови стојат надвор. Надвор стојат, не влегуваат. Ова сум го зборувал. Мораш да ги разбираш овие работи, духот да ти ги зборува. Јас не сум достоен. Таа земала чита од некоја книга и покажува колку е паметна, а и живее во пораз. Пазете. Некој му кажете, мајката и браќата, нема радост во неа. Нема радост. Радост во Светиот Дух. Мајката и браќата твои стојат надвор и сакаат да зборуваат со тебе. Тој му одговори на оној што му каже и рече, која е мојата мајка? Навистина, која е мојата мајка? Кои се моите браќа? Зашто тој не вели татко? Зашто нема татко? Зашто таткото е еден, татко небесен. Мојот татко е Семокниот Бог. Исус е мојот Господ, Спасител, доктор. И покажувајќи со рака на учениците своји, која е мојата мајка? Кои се моите браќа? Еве е мојата мајка. Еве ги моите браќа. На учениците своји, тие му се мајка браќа. Тие му се духовно родни, стојноски слезе на Манде. На мојата сопруга. Од духот. Вчера имавме молитва. Доаѓа добива во духот, значи кога се молиме. Бабата баела, таа гледала на кафе, ова одела таму. Прелюба, нељубов. Тоа треба да се покае вистински, не само во умот. Да сакаш да се вратиш во Царството Божјо, покажувајќи со рака која е мојата мајка. А некој заради мајка, татко, брат, сестра ќе го оттргне Исус, од Исус ќе се врати во светот и тогаш сите ќе пропаднете. Подобро ти да останеш во заедницата, да ги оставиш нив извесен период, да се молиш за нив, да пробаш да ги донесеш, затоа што тие немаат шанса. Која е мојата мајка и кои се моите браќа? Не ќе да сведочи заради некој роднина. Овој го оттргнува, ја напушта црквата. Го уценила жена му, ќе ти ги земам децата, ќе си одам ако не ја напушти црквата. И тој ја напушти. Прости им, татко. Не знаат што прават. Да повлечам линија како ќе заврши сето тоа. Покажувајќи со рака на учениците своји рече, еве ја мојата мајка. Еве ги моите браќа. Зашто кој ја исполнува волјата? Исполнува волјата на мојот Отец. Дали ја исполнуваш волјата? Тоа значи тоа, па Он да те води, да му живее во твоето срце, тие 7 духови што ќе излезат да не може да се вратат, бидејќи тој што е во мене е посилен од тој што е надвор од мене, да му дозволиш вистински да живее во твоето срце. Не е ова раскажување филозофија. Едните се занимуваат со обредно традиционално христијанство од македонската антика и неолитот, другите со се католиците кои се пост македонска религија.
Другите со мудрување, со филозофии, со техники говорат, а не извршуваат. Има по некој кој ја исполнува волјата на мојот Отец. Тој ми е брат. Кој е на небесата, тој ми е брат, сестра и мајка. Таму вели дека каколот и треба да се остават, да, но ако е некој блудник доаѓа, мораш да му кажеш. И не сега договоривме во сите сотрудници да поменат низ молитва за ослободување од што? Од стариот себе, од старите навики, од гревовниот човек, од врзување од тоа што те врзал сатаната. Семесот од ковина имот, тоа што имаш ти како дарба го користиш само за себе. И потоа нормално е да умираш во рак. Па зошто? Зашто крвта ваша на главите ваши треба да отплатиш. Ако некој греши против Свети Дух, ако тој не знае дека има Господ. Интересен брат на еден исто така, голем уметник кој почина од рак, а го слават нашите. Има дела кои се имал дарба, но ја свртел за себе си. Некои само проколнувања кои се ги повторуваат. Тој ли има нешто таму горе и тој има дарба исто. Нешто има. Something is rotten, нешто е труло во данското дугло. Шекспир, но Шекспир вели ја предавам душата своја, телото свое во земјата, а душата своја ја предавам на Таткото Небесен Исуса Христа. Последните зборови на Шекспир напишани на интернет. Кој ќе видите што тој пишува внатре, дека сето тоа е за Библијата. Делови од Библијата, тие што не ја читале Библијата, ништо не разбираат. Слава ти Господ, напади во сон. Една сестра кажува дека ја напаѓа во сон, тој почна позиција, те дави, те гуши, гребаници, паѓаш, ти се крши, слушаш гласови. Те дави, те гуши, те толчи, тоа е духовна состојба, напад во сон. Сонување, видение, будење во сонот. Ти ако спиеш, например, кој е тој буден во сонот? Што е буднало од тебе? Видете, бидете будни, вели Исус. Духот, да повикаш кон Исус, да бидеш буден, да се разбудиш. Сонот всушност е будење во духот. Во духовниот свет ти не можеш да заспиеш, да се разбудиш, да станеш свесен дека не си само тело. Тоа е кафезот на телото. Материја, дека твојата вистинска природа е духовна. И тоа треба да го разбереш, затоа не го гледаш ти духовниот свет, овде си ограничен. Исус им вели на апостолите ученици кои потоа откако го распна Исус, иако одеа со него, беа ученици, се разбегаа. Бидејќи беа капени само во вода, поверуваа. Надворешно се искапеа. Не беа внатре исчистени, па мораа 50 дена да постат на едно место. Не им требаат 50 дена, тебе колку дена ти требаат. Откако го распна се разбегаа, бидете будни. Буден треба да си во духот. Сатаната со телефоните, со интернет, со ги фаќа веќе луѓе, не се будни, тие се комплетно замајани со сатански слики. Апостолите, учениците кои потоа се распна се разбегаа. А тие спијат во телото, заспан си живееш како животно, телото е слабо, духот е бодар, силен. Од каде знаеш ти, сине човечки, дека твоето тело, душата твоја ќе оди на небесата, духот, а духот и душата на животното ќе оди и во земјата. Синовите човечки се на исто рамниште со животните, да останеш буден во духот, да бидеш свесен, разбуден. Кој си? Чии си? Кому му припаѓаш? Што бараш овде ти на земјата, ако твојот татко е на небесата? Да се родиш во дух, да се родиш од вода и дух, да се родиш од вода, не да се капеш. Едно тело и еден дух со Отецот. Што значи да се родиш? Па да се родиш, да умреш стариот. Не можеш да се родиш ако си жив. Да се оставиш стариот. Да не сакаш повеќе, да грешиш повеќе, да не те снајде уште нешто полошо, да ти се исчисти домот, па да дојдат уште 7 други демони. Кога се будиш во духот, се бориш во сон, те искушува сатаната, те плаши, спротистави се со Исус во срцето, со еден дух со него. Најчесто ти ја затвара устата. Имам едно дете што го напаѓа, му ја затвара устата, другиот му ја затвара исто устата, не може да зборува.
Првин ги ја слободуваме устата да служи на Исус, ова уста служи на Исус Христос и никој нема да ја сопре да зборува. Додека сум на земјата за слава Исусова. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин. Исус ќе ти даде власт и сила. Спротистави се со Исус во срцето. Исус се, знаете, и кога имате во сон, например, напад, сте го имале веројатно тоа. Некој ви го зема живот, Исус се повторуваше и ќе замине, потоа ќе исчезнат сите напади. Кога ќе примиш сила, кога Духот нема да биде над тебе, околу тебе, покрај тебе, во тебе, внатре во срцето. Духот беше над него едно, кога се собираме ние на заедница, слегува сила на 20 души. Кога би слегла на еден човек, тој ќе падне на земјата, ќе падне во Духот. Исус ќе ти даде власт и сила ако се разбудиш во него, ако ти му ја дадеш власта. Ово често не го разбираат луѓето. Ти си тераш по свој, Исус да ти даде сила. Условеноста да се споиш со Исус, да го љубиш, е принципот како да примиш сила и да се промениш. Ако се возљубиш со него, ако се разбудиш од телесниот сон, ако ја избереш силата на љубовта на нашиот Отец, на духовите, сонот е премин од тело во дух, будење од телесноста, сонот е духовна состојба. Како може ти да спиеш, а да имаш нешто што работи тоа таму, па твојата душа и духот на Отецот. Сатаната може да те напаѓа во сонот, но ти повикај кон Исус да примиш сила, да се спротивиш. Има во сон им доаѓа да бидат гледачи кој ќе умре и така натаму. И ти не ги разликуваш духовите, ќе заглибиш потоа. Не знам, ќе ти се случуваат некои работи. Да примиш сила да се спротиставиш не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот, во заедницата во Македонија, во семејството. Јосиф сака да ја остави Марија, таткото и мајката на Исус, на земјата. Зачнал од Свети Дух. Тој не знае, не бил со неја, не легнал, трудна е, сака да ја напушти по староеврејскиот закон, не ќе да ја повреди, да ја избрка или да ја напушти. Ангел Господов му се јави на сон. На сонот може да ти се јави ангел, може и демони да те лажат, бидејќи сатаната се преоблекува во ангел на светлината. И тој се разбуди и направи така како што му заповеда ангелот. Значи беше буден, беше избран. Матеј 1:18-25. Јосиф послуша по сонот. Беше буден во духот. Слава ти, Господи Исусе Христе. Пак му се јавува ангел на сон, кога Ирод сака да ги убие сите првородени деца во Витлеем. Во Витлеем му вели да бегаат за Египет. И Јосиф пак послуша. Беше буден и по смртта на Ирод, пак ангел на сон му вели да се врати во Израел. Матеј 2:19. Пак Јосиф послуша. Видете, во Матеј 24:42 израелците имаат традиција народна дека во сонот се јавува, слегуваат ангели. Кај нас има големи традиции, сонуваат светци, тука не е добро, тука не вели светци. Знаете. Но може би за да ти се прикаже и потоа почнуваш нешто ти да правиш што нема врска со Исус. Ако на почетокот и на крајот на сонот имаш страв и го нема Исус, треба да се преиспиташ што е првиот филтер. Пак Јосиф послуша во Матеј 24:42 вели, па така бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Славење светци е идолопоклонство. Деца, пазете се од идолите и упорно го славиш светецот. Тој ли те исцели? Исус е силата. Тој е јагнето. Тој е цар над царевите, господар над господарите. Не го слушајте го. Кого ти слушаш друг? Па така бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. А ти спиеш во светот. Си тераш, сон е едно. Со телото спиеш, духот е буден. Видение е друго. Не спиеш, ти се отвораат очите, умот, срцето и ти гледаш нешто друго и ти покажува слика, состојба, слушаш глас.
Веќе си будан, разбуден во духот. Може така да разговара со тебе, еден дух си со него. Лука 22:39-46. Јас зборувам на јазици, имам видение, не знам што, а живее во пораз. Па доброто дрво не дава плод. Лошо дрво е, значи. Дрвото што не дава плод се фрла и се сече во оган, поминуваш низ огнено езеро, молете се за да не паднете во искушение. Исус се моли на колена. Исус му се моли на Отецот. Пазете, Исус се моли. Пред спиење моли се за мирен сон ако те напаѓаат во сонот. Ангел му се јавува, видение разбуден и го подкрепува. Ангели помагачи на овој век му помагаат, служат на Исус. И во пустината, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите како слегуваат и се искачуваат на главата негова. Ако си ти во глава од телото Христово, ти ќе го гледаш тоа. Ова зема врска нема. Одмah, после 2 дена од поразен, не си променил ништо. Немаш радост. Имаше 2 девојки, жени. Ги оставивме, седеа, мртви, студени, ладни. Одат во една заедница, одат во друга, слушаат трета и кај нас одат. Никаде не се. Едната исклучив бидејќи почна веќе духот на овој свет да соблазнува. Другата се врати и пак стои на исто, пак ја снема. И сега третата, немаш радости. Штом немаш радост? Немаш дух. Царството Божјо не е во јадење и во пиење, туку во мир, сила, правда и радост во Светиот Дух. Радост во Светиот Дух. Исус е во внатрешна борба, усрдно се моли, не со ум, со срцето. Под капки течат. Учениците се заспани од тага. Зошто спиете? Дали вие спиете, другарчиња? Станете и молете се, за да не паднете во искушение. Друг препев. Духот е бодар, телото е слабо. Марко 14:38. Исус се моли. Зошто? Па се поврзува со Таткото Небесен. Прости им, татко, не знаат што прават или ако може да ме одмине оваа чаша. Тие не можат ни еден час да се будни. Некои луѓе. Светот ги труе со интернет, со се, со информации. Ти немаш место во срцето, во умот. Апостол Павле. Затоа се разбегаа кога го распна Исуса, пазете. Му се јави ангел на апостол Павле преку ноќта, имаше видение. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни. По тоа видение ние веднаш тргнавме, разбравме, посакавме, беше буден. Падна од конјот. Македонец го повикува, дојди во Македонија и помогни ни. По видението веднаш посака, тргна, свати буден дека Господ, таткото, го повикал таму да го шири Евангелието. Тој сакаше да оди во Витинија, во Азија, во Африка. Духот не го пушти. Тоа е водство. Тој беше буден, падна од конјот, наеднаш се разбуди. Прими дух и почна да служи. Кога си ти разбуден, ти ќе служиш. Ако имаш дух, ти ќе работиш, ќе служиш за Царството Божие. Нема да си живееш во пораз. Не ќе да станеш и да одиш. Стани и оди во името на Господ Исус Христос. Не го почитуваш тоа име, не го познаваш. Не се успива во светот. Во сон гледам, слушам, јас ќе ви раскажам што се борам со демони, ми зборува Исус. Пребивам во Исус. Со ангелите. Пребивам во Исус. Доаѓаат разни, им сведочам, ќе се разбегаат. Ај ќе ви кажам едно видение. Имаше некоја состојба да со животни, одам белам Габи, да ми вика, немој ќе те сретне некој животно. Ете овде пишува дека човекот е господар над животните, ако си ти во Исус во десната страна. Ми кажуваше еден мој пријател Агим, дека орел сакал да го фати кога кршел камења во планината. И ние го имаме тој момент. Седам вака во собата, спијам, и однаш орел се појавува. И јас им велам, си разговарам, гледајте дека не се плашам, му викам, слета и тука на орелот. И орелот слета. Знаете, и однаш сеќавам дека ми тежи раката, дека орелот е тука. Ги отворив очите и викам, се што е од Исус да си остане, се што не замина.
Orelot beše во мојата соба. И ке речете што зборува овој човек. Па видите, во сон гледам, слушам, се борам со демони. Ми зборува Исус и Отецот со ангелите. Поверував, верувам. А како апостол Павле сонуваше Јосиф, како? Мислите, тоа се лаги. И уверен сум, и во љубовта пребивам на Исус Христос. По делата ќе ги познаете, видите што се работи. Немам страф. Немам страф од орелот. Беше тука, бев таму. Во тело или без тело, не знам, Бог знае. Таткото знае кога ќе им се покаже силата. Демоните бегаат, се покоруваат, слушаат. Не за сатаната и смртта. Имавме една девојка на обземана, лаеше како куче и се почнавме со Манде да се молиме и ја дувна. Се заврти на едно 500 метри, беше права улица во Егејска Македонија. И го слушам гласот што е: мамо, оние луѓе ме плашат. Друга состојба, дојде една жена, девојка, потпишала за илуминатите. Дојде, не знаеше кој сме и кој е реков: сега ќе видиш ти, не знам, оджата е исцелил, не знам што, илуминати ни покажа знаци, пијат крв од деца и така натаму. Дојде ни се во Македонија, дали вие работите нешто? Не работите, зашто? Зашто се вие дел од сатанското ткиво. И кога јас реков во името на Исус, сега ќе видиш кој ќе ти сите демони што не се низ врата побегна. И се отворија очите и виде кој е. Те сакам, Господи Исусе Христе. Манди исто така имаше еден напад. Некој човек таму да баја на овој, кога му рекла во името на Исус, кој е, ви низ врата, џом да го нема. Кога ти се отворат очите, кога им се отворат очите, тие се покоруваат. Затоа им велам, сакате да дојдам со сила, со благ збор, со стап или со сладок збор, со меч да дојдам. Слава ти, Господи Исусе Христе, ти благодарам. Ако сте болни, имате потреба за ослободување, за молитви, повелете, побарајте ме. Во името на Господи Исус Христос, ако сакате да се вратите во Исусовата собственост. Да не може, например, кога ќе излезе нечистиот дух од човекот, минува преку безводни места, барајќи спокој и него наоѓа. Матеј 12:43, тогаш ќе рече: да се вратам во мојот дом, откаде што излегов, тоа е твојата душа, штом доаѓа го наоѓа празен, изметен, уреден, оди и доведува други 7 духови, полоши од себе, и штом ќе влезат таму, ќе живеат. И последната состојба на тој човек станува полоша од првата, затоа што не го примил Исус во срцето. Луѓето сакаат да исцелуваат, да изгонуваат демони, не разбираат што значи во сила од десната страна. Мораш да му ја дадеш власта на Исус врз тебе. Тоа што и ти дава власт да газиш на змии, на скорпи и лафи змеи да убиваш, и отров да испиеш, ништо нема да ти напакости, и змија и отровница нагазуваш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во името на Господи Исус Христос прими исцелување, ти што ќе крекнеш на колена сега, фати, допри се до срцето, Господи Исусе Христе. Се покајувам за секој грев, за гревовите на моите предци. Им простувам на сите, никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја и се враќам во Твоја собственост и се предавам во Твојата власт, да дојдеш во моето срце, да ме исчистиш, да го примам исцелувањето на Духот Утешител, Духот Исцелител, Духот на љубовта, која никогаш не престанува. Од земјата до небесата, Исусе, враќам се во Твоја собственост и Македонија, и себе си, се што имам, и заедницата. Од земјата до небесата, Исусе и само Исусе. Амин, до Божјиот царство небесно. Амин. Христе Боже, јас те љубам, Исусе. За секогаш во моето срце ти насели се. Ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И во радост ќе ти служам, ти си внатре во мене. И во радост ќе ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало
stado возлюбено na kolena pro Isusa, ti malo stado Isusovo